Цивил медија. Самиот председател на Државната изборна комисија Оливер Дерковски во неколку прилики рече дека 30 пати имаме менуван изборен законник и дека се уште е во доста проблематична состојба. Можеби од правен аспект, можеби од ваш личен аспект, како вие би го оцениле денешниот ден? Тоа е една многу страшна изјава. Ако земеме да анализираме таквата изјава, замислите да се амнестирате својата одговорност заради тоа што некој законник бил толку, значи тоа е еден правен хаос, каде што ние немаме правни правила и не се дефинирани правно работите. Значи тоа не го амнестира председателот на Државната изборна комисија во однос на сите пропусти кои што мислам дека не беа толку многу големи, но еве и од ДХР утре ќе го дадат својот извештај. Јас слушнав некоја изјава сега дека поглавно поминало добро, меѓутоа тие административни пропусти, тоа е сервисната улога на таа Државна изборна комисија, која што е постојано тело, нели ке нас не се формира ад хок, туку е постојано тело и тие не знам во меѓувреме што прават од едни до други избори. Веројатно во консолидацијата на таа наша администрација, која што е преобемна, треба да се работи. Тука е оценки, нели може губи државата во својот имидж, бидејќи во демократиите исходот на изборите и не е толку важен колку што е самата процедура. Тоа е круцијалниот демократски процес. Но моите интересирања се повеќе во однос на кампањите и медиумите. И јас малку, например, како човек кој што со интердисциплинарно образование, правник, но мојот фокус е медиумите и кампањите, многу повеќе предвидливи беа ваквите резултати во првиот круг. Она многу ме разочара фактот што политичките партии многу малку направија во кампањите. Значи цензусот директно зависи од тоа што ќе се направи, која енергија ќе се вложи. Гледаме колку енергија во демократските земји се вложува да ги извадите апатичните од дома. А тука високо исполитизираните треба на некаков начин да ги мотивирате и да им пратите некакви апели на корист за да излезат, бидејќи и чувството на политичка ефикасност е многу битно, зашто сега демократијата се мери со тоа колку ние го имаме тоа чувство дека одлучуваме во ова општество. Веќе не се мери демократијата дали имате поделба на власт, избори и така натаму, туку чувствата кај една индивидуа, какви се, дали сте политички ефикасни, дали имате доверба во институциите како човек. И ако ги имаме ние тие чувства, а тие чувства се гледаат и се мерат на избори, тука многу малку енергија се вложи, имавме можности, особено нели и од страната, и на Стево кампањата беше многу млака, многу класична. Исто така во Македонија е девалвирана институцијата председател. Гледаме како доминираат партиите, а ги гледаме председателските избори сега во Украина, како лик победува за председател. Значи се бара една нова енергија. Ние се уште сега зборуваме за СДСМ и ВМРО и така ги мериме силите, а ликот на председателот никаде го нема. Доминираше една тема во кампањата која апсолутно малку да сте интелигентен и да ги познавате нели меѓународната политика и конфигурацијата на силите, но се наметна една тема каде што само можете да градите некоја краткорочна политичка кариера. Всушност имавме и тројца кандидати кои што се декларираа себе си како независни кандидати, позади кои застана кандидати, меѓутоа никој од нив не е независен, така што не одиме напред. Ја немам чувство за имаме некои вакви резултати кои што можеби се добри за во вториот круг да имаме мотив, барем опозиционата партија да не се откаже, бидејќи таму имаме малку нели различни стратегии во нивната консолидација. Јас мислам да не знам дали ќе се согласите со мене во однос на медиумите и социјалните мрежи. Имавме повеќе представувања од политичките партии и нивните препукувања, меѓусебни препукувања на штета на председателските кандидати, меѓутоа и отколку да се на некој начин презентира она што значи председател, една државна функција како што е председател, повеќе се зборуваше за локални проблеми од типот на рурален развој, земјоделство и така натаму. Нешто што апсолутно не е во описот и пописот на председателот на државата. Прво и основно председателот треба да ја представува државата во надворешната политика и тука ни треба една комплетна личност во регионот. Големи се ингеренциите, тој може да склопува воени сојузи, да го распусти собранието, значи има голема поддршка треба да има председателот и
сосема поинакви ингеренции. Инаку фиаско беше кампањата, комплетно на социјални мрежи, беше одсутна. Имавме класична митингашка кампања, ТВ дуели и тоа се пренесуваше на социјалните мрежи. Наместо да се менаџираше публиката од социјалните мрежи, да имаше двосмерна комуникација и младите луѓе кои се најпотентни, треба да ја водат државата напред, да видат анимирани во таа кампања и да излезат на избори. Меѓутоа, не знам колку тоа влијаеше и на преземање на и ширење на истите тие вести, користење на тие дебати за ширење на говор на омраза и на лажни вести кои што ја окупира на некој начин. Апсолутно се создаваа контексти постојано, самата природа на темата. Тука највеќе имаше контексти за говор на омраза, нетолеранција голема политичка. Ваше мислење, независно нели кој ќе на крајот од овие избори, кој ќе биде претседател, дали воопшто тројцата кандидати има некаков капацитет за она што вие го представите како треба да изгледа претседател на државата? Па може би имаат универзитетски професори се сите, меѓутоа малку беше извлечено од нив и од нивните PR тимови. Мислам дека тоа се цели стратегии кои што во демократските земји се прават за да се дефинира нели профилот на идниот претседател. Имаме проблеми со еден концепт, тоа е legal culture, правна култура, со кој што навистина имаме проблем. Измешани се тие административни постапки и гледате кога имате таква несреденост, немате систем правен кој што функционира, тоа е една манипулативна техника за да се прават вакви проблеми од овој тип, па дури и политички проблеми, тоа не убава слика воопшто. Цивил медија